Овде ќе споменам нешто што е поврзано со правописните правила, затоа што и тука се среќаваат многу различни ситуации, пишувањето на сложените зборови. Значи, дали имаме слеано пишување, разделено пишување или ги пишуваме зборовите како два одделни, посебни зборови. Примери од типот на автошкола, автопат. Ги споменувам овие два примери како така многу интересни. Од работа со студентите, автопат, кога ќе ги прашам како се пишува, сите знаат дека се пишува слеано. И тука нема некој што ќе рече дека треба со цртичка или треба одвоено, но кога ќе им кажете автошкола, автосалон, автоделови, ќе почнат со цртичка како два посебни збора. Зошто? Затоа што така го гледаат наоколу, така напишан поимот, така го среќаваат. Ако префиксот авто се спојува со пат, на ист начин ќе се спои со сите други именки што се поврзуваат со него. Значи логички е да биде и автошкола, и автоделови, и автосервис, и автомеханичар, автоработилница, се. Во правописот се убаво напишани тие такви префиси што се пишуваат слеано. Значи тоа се во најголем број туѓи, ги имаме доста. Авто, аудио, видео, радио, фото, фотомодел, фотосесија, фотоалбум. Еко ќе го споменам, значи екосекција, екоакција, значи многу често во училиштата знае и тоа да биде напишано погрешно со цртичка или како два одделни збора, не. Значи екоакција, екосекција, значи сето тоа повторно се пишува слеано, етносело. Значи префиксите се сите дадени, можеби ги има 20 на 30 на во правописот. Ево во моментов јас сите тие 30 не можам да ги кажам, но затоа кога имам потреба, ако се двоумам, ќе земам, ќе проверам, ќе се прочитам. Понатаму, кога се работи за две именки, старото правописно правило налагаше секој што да се разделат од цртичка. Сега постои разлика, дали ќе биде земја членка или ќе биде заменик директор. Значи како ќе ги напишеме зборовите, дали и двата со цртичка или некаде треба да биде тука во одвоено. Тука голема улога игра раздвојувањето во смисла дали првата именка што стои покрај втората ја определува, е нејзина помага во значењето, да речеме земја членка или ќе кажеме во случајов првата именка ја определува втората и го прима членот, значи земјата членка, но кога ќе кажеме предлог програма или заменик директорот, двете именки заедно го формираат значењето на зборот и ако ги членуваме, членот го добива втората именка. Исто како и обичните сложени зборови, да речеме, предлог програмата, заменик директорот, исто како баснописецот, каде што знаеме дека пишувањето не е со инфиксија, нема никаков проблем, слеано. Овде ќе ја споменам уште негацијата, не, бидејќи многу често се случува да не го знаат правилото, дека негацијата не ја поврзуваме со глаголот. Значи ќе кажеме не гледа, не може, не сака, како ќе ги запишеме како два одделни збора, нормално изговорот е под еден акцент тука, но кога станува збор за пишување, истото важи и за глаголскиот прилог, не мислејќи, не чекајќи, не зборувајќи, но кога станува збор за именките и за придавките, значи тука секако ги поврзуваме како еден. Непријател, недругар, непријатно, значи тука е сосема друго правилото и веројатно по логиката на именките и на придавките, еден дел, да речеме, од младава популација, го поврзуваат префиксот со глаголот, што е многу погрешно и за жал е широко распространето. Во овој дел само уште ќе се задржам на поздравите, бидејќи исто така често се грешат, довидување, до гледање особено и добре дојде. Не знам дали постои табла во Македонија, на влез и на излез, каде што се точно напишани. Значи, ние ги изговараме добре дојде и добре дојдовте, тоа е акцентска целост. Значи, ги изговараме под еден акцент, но во пишувањето се пишуваат одвоено. Истото е, значи, и за добре дојде, и за добре дојдовте, и за догледање, и за довидување. Тоа е убаво нагласено во стариот и во новиот правопис. Мене ми е жал што навистина не сум сретнала табла во Македонија каде што тоа е добро напишано, па дури и во учебници се случува добре дојдовте првачиња да биде напишано слеано, што е сосема погрешно. Значи, пак ќе речам, постојано ни треба проверка на правописот. Не може никој, ние што сме професори и го предаваме јазикот, да ги знаеме во секој момент сите правила и сите зборови. Може би правописните правила, да, бидејќи тоа постојано го работиме, ама понекогаш заглавува мислата, зборот. Нормално е да се провериме. Значи, особено ви споменав, денес кога ги имаме на дофат и електронските варијанти од книгите, електронските верзии, каде што многу лесно може да пребараме и во моментот кога пишувам, да се проверам јас,
а да не зборуваме за професорите по македонски јазик и за лекторите.